Добар ден, го гледате првиот дневник на Канал Плюс. Еве дел од содржините. Разбиени се повеќе криминални групи кои долг период ги пустошеа шумите во регионот. 8 мина се приведени, одземени се возила, алати и крадени дрва за огрев. Со средства од европските фондови се планира за окружување на реконструкцијата на поранешното детско одмаралиште на Плачковица, кое е принаменето во Конгресен центар на Универзитетот Гоце Делчев. Човечкиот фактор е причина за двата пожари вчера во Штип. Брзо се санирани и нема голема материјална штета. Пожарникарите со апел за крајна внимателност. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков денес беше во посета на Свети Николе и на фирмата Балкан Екофрут. Се работи за компанија за преработка на овошје и зеленчук, која е македонско-арапска инвестиција. Повеќе за денешната посета на министерот Цветков во Свети Николско гледајте во дневникот во 20 часот. Вчера попладне Штипската противпожарна единица интервенираше на две опожарени локации. Во опасност од опожарување беше спортскиот центар Јордан Мијалков, а голем пожар имаше и на локалитетот Кумлак, каде изгореа над 10 хектари борова шума. Брзата интервенција и канадерот на Центарот за управување со кризи спречија поголема катастрофа. И покрај честото предупредување на надлежните од противпожарната единица да се внимава при палењето на отворено, сепак апелирањето кај никој луѓе не допрело доволно до нивните уши. Двата пожари кои вчера избувнаа во Штип се резултат на човечко невнимание, информира од територијалната противпожарна единица Штип. Едниот пожар изби во близина на поранешното нервно одделение движејќи се кон салата Јордан Мијалков, каде за среќа со брзата интервенција на пожарникарите е спречена сериозна горештина на сува трива, која би можела да го зафати и објектот на салата. Другиот пожар со поголем интензитет е локализиран кај местноста Кумлак, каде е изгорена неколку хектари нискостеблеста шума и сува трева. Околу ова место се наоѓаат викендици кои би можеле да бидат зафатени. Командирот на територијалната противпожарна единица Штип Благој Ринџов вели дека за краток период успеале да ги изгаснат и двата пожари. На лице место беа излезени 2 противпожарни возила и 8 пожарникари. За кратко време пожарот е ставен под контрола, локализиран и целосно изгаснат. Втората интервенција, значи во местноста Кумлак, на лице место беа испратени 28 пожарникари во координација со шумското стопанство и дирекцијата за заштита и спасување. Успеавме за краток временски период пожарот да го ставиме под контрола. Беа повикани и двата авиона на дирекцијата за заштита и спасување кои ни помогнаа многу. Успеавме да ги заштитиме вилите, овоштарниците и лојзата. Имаме само минимална штета, изгорена е само сува трава и минимален дел на изгорена борова шума. Од територијалната противпожарна единица Штип изразија благодарности до граѓаните кои помогнале при гасењето на пожарот кај Кумлак, каде пристапот до местото е тешко проодлив. Поради високите температури кои ги имавме изминатиот период, тревата е доста сува и при најмало жарче од цигара може да предизвика големи последици за природата, а и за општеството. Апелот до граѓаните останува ист како и досега, максимално внимание за да не дојде до поголеми проблеми. Апелите до сега што се давани 2-3 пати, значи земјоделците не ги послушуваат нашите апели, претежно пак ги палат своите страништа и настануваат до огромни штети. Значи еден апел пак до нив ќе дадам, значи да не ги палат страништата, да не дојдеме до поголеми штети и до поголеми опожарувања. Преку граничниот проект што го реализираат Универзитетот Гоце Делчев Штип и Американскиот универзитет во Бугарија, финансиран од ИПА фондовите, утре и задутре ќе го има финалниот дел во Бугарија. Станува збор за проект кој дава можност целосно да се обнови објектот на поранешното детско одморалиште на Плачковица, кое е пренаменето во Конгресен центар на УГД. Заврши првата фаза од прекуграничниот проект на Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Американскиот универзитет од Бугарија, како дел од ИПА програмата за предпристапна помош финансирана од Европската унија.
Проектот беше наменет за реновирање на поранешното детско одморалиште на Плачковица, кое прерасна во прв конгресен центар, наменет за студентите на Штипскиот универзитет. За таа цел во Благоевград утре и задутре ќе се одржи презентација на која представници од Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Американскиот универзитет од Бугарија ќе ги истакнат позитивните ефекти од досегашната реализација на овој проект. Официализирање на сите резултати кои ги постигнавме во период на спроведување на активностите по проектот за прекогранична соработка по инструментот за предпристапна помош Македонија-Бугарија 2012-2015 и се разбира дека ќе значи можноста да на јавноста и представиме што се сработено и кои придобивки ги имаме двете институции од овој проект. За реконструкција до сега се потрошени над 180.000 евра од европските предпристапни фондови. Штипскиот универзитет за целосно финализирање на овој објект ќе конкурира на повикот за новата предпристапна програма 2014-2020. Институцијата наша веќе презеде прелиминарни чекори за воспоставување односи со институции од Бугарија за да се склучат договори за соработка. Веќе најдовме соодветни партнери, се разбира се уште во фаза на прелиминарност и не е официјално, но се разбира дека се работи на заокружување на хотелскиот дел на сместувањето за да може објектот да биде целосно ставен во функција. Се разбира тоа ќе биде проект доколку го добиеме, се разбира, проект кој што ќе трае барем 2 години. Во проектот за целосно реновирање на Конгресниот центар предвидено и отпочнување со работа на првата геомагнетна лабораторија во Македонија. Заврши асфалтирањето на влезно-излезната сообраќајница во Штип. Продолжуваат и активностите за обнова и асфалтирање на улици во градот. Завршени се тендерските постапки за асфалтирање на патот до еврејските гробишта и улицата Тодор Чучков. Долгоочекуваната обнова на Вардарска стартува за 20 на дена. За 20 на денови се очекува да се асфалтира улицата Вардарска, каде јавното предпријатие ИСР ја менува мрежата, и во Горна Балканска, како и улицата Пиринска. Завршени се тендерските постапки за асфалтирање до еврејските гробишта и улицата Тодор Чучков. Во тек се тендерски постапки за улица во село Долани до Селската црква, потоа во село Врсаково, село Сувогрло и Долно Трогирци, кои парично се поддржани од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој, но додека да се заврши постапката со агенцијата, локалната самоуправа не сака да губи време, туку сака да ги заврши тендерските постапки и навреме да се реализираат градежните зафати за асфалтирање. Остануваме на иста тема. Одиме во Кочани, каде денес се асфалтираше крак од улицата Стамен Манов во должина од 150 метри. Инвестицијата чини 1.700.000 денари. Дел од средствата се од програмата за декада на ромите. Механизацијата на градежната фирма Стоименов денеска излезе на терен и доасфалтираше улицата Стамен Манов во Ромското мало. Асфалт доби крак во должина од 152 метри и широчина 5 метри. Поставени се вишњаци, тампон и денеска би требало да завршено. Значи средствата се обезбедени од владата на Република Македонија, дел и дел од средства од буџетот на општина Кочани. Износот е околу 1.700.000 денара. 1.5 милиони се од буџетот на РМ, од владата на Република Македонија преку програмата за финансирање декада на ромите, останатите средства се од општина Кочани. Со асфалтирањето на овој крак завршуваат активностите за асфалтирање на улици во Ромското мало. Со ова завршуваме, наредна година имаме други проекти, сега спремаме, тоа ќе видиме што ќе биде, ќе тражиме финансиери да ги работиме и другите улици што не се асфалтирани. Што се однесува до асфалтирањето на планираните 10 улици во општината со кредит добиен од Светската банка, Илиевски ни изјави. Улицата Јанка Стоименова во населбо Ризари е спремана за асфалтирање и со разговор со извидувачите таа некаде околу 20 септември треба да се асфалтира. Моментално на Македонска, 15 македонски Разловечково стание негде пола е тампонирана и спремана исто за асфалтирање, меѓутоа ќе се чекат и уедно да се асфалтират, да се спрема и Разловечко и 15 македонски. На Пиринска се работи на подпорни зидови, на февруарски поход е отпочнано се работи атмосферска канализација и подпорни зидови. Завршија се подпорните зидови на Димитрија Лазаров улицата
таму денеска или утре треба да се пушти да се порамне терен и да испитаме тоа тло дали ќе одговара носивоста на земјиштето и само да се дотампонира или пак ќе мора да се копа цел слој на земјата за да ставаме тампон. Мислам дека ќе се почнат и со атмосферска на Пиринска дали во петок, дали во понеделникот. Важно тука ќе почнеме и со Пиринска за почнеме со атмосферска канализација. Активностите за асфалтирање на улиците се очекува да бидат завршени до крајот на оваа календарска година, со што планираните 10 улици, од кои 9 во градот и една во населбата Оризари, целосно ќе бидат завршени. СВР Штип приведе осумина кои подолг период вршеле нелегална сеча и ги пустошиле шумите во регионот. Нелегално исечените дрва ги продавале во Штип и Карбинци за цена од 1500 до 2500 денари. Кривична за дива сеча СВР Штип поднесе и на тројца беровчани. СВР Штип откри повеќе криминални групи и поединци кои подолг временски период вршеле нелегална сеча на дрва и пустошеле шуми на неколку локации на Плачковица, и тоа во отарите на селата Калапетровци, Оджалија, Радање, Таринци, Лакавица и Брест, како и на подрачјето на општина Делчево. СВР Штип продолжува со активностите за сузбивање на дивата сеча, а апелира и до граѓаните да пријават дива сеча или продажба на нелегални огревни дрва. Поединци кои подолг временски период вршеле нелегална сеча на дрва и пустошеле шуми на неколку места на планината Плачковица, и тоа во атарите на село Калапетровци, Оджалија, село Радање, село Таринци и во атарот на село Лакавица и село Брест, како и на подрачјето на општина Делчево, а нелегално исечените дрва ги транспортирале и продавале на граѓани на подрачјето на општините Штип и Карбинци за цена од 1500 до 2500 денари во зависност од далечината на испораката. Секторот за внатрешни работи Штип не застанува во активностите за спречување на нелегалната сеча на дрва, односно и понатаму продолжува со зајакнати контроли и мерки за спречување на бесправна сеча на дрва, како и на транспорт на истите. Од страна на секторот за внатрешни работи Штип се работи на целосно документирање и комплетирање на настаните, по што ќе бидат поднесени кривични пријави. Воедно апелираме до граѓаните, доколку располагаат со било каква информација за бесправна сеча на дрва, како и купување на дрва без соодветна документација, да пријават на бесплатниот телефонски број 192. За истото кривично дело бесправна сеча на огревно дрво добија и тројца беровчани. На 16.8.2015 година околу 16 часот во Караматлија, атар на село Двориште, од страна на полициски службеници, пријавените биле затекнати на парцела во државна сопственост, како вршеле бесправна сеча на огревно дрво, оштетувајќи го јавното предпријатие Македонски шуми за износ од 63.000 денари. 550 хектари државно земјоделско земјиште во Виничко е засадено со лозови насади, бадеми, лешници, вишни и цреши. Интересот кај земјоделците за овие култури е во пораст. На јавен оглас се нудат нови 50 хектари. Општина Виница нуди нови 48,5 хектари земјоделско земјиште под закуп, нова шанса за земјоделците да ги прошират своите површини со нови насади во Калиманци, Јакимово, Трсино, Блатец и Липец. Согласно јавниот оглас 02/15 во општина Виница е распишано, е дадено за користење под закуп земјоделско земјиште во површина од 48, 45, 74 хектари, значи околу 48,5 хектари. Од досегашното искуство во општина Виница досега се склучени вкупно 126 договори за површина околу 550 хектари. Најголем интерес има за подигање на долгогодишни насади, од кои во општина Виница најзастапени се лешникот. Во последните години исто така се подигат насади со вишна, цреша и интерес има исто така за подигање на насади од бадеми и ореви.
Од вкупно 126 договори склучени во изминатите години, 35 се раскинати заради неплатена закупнина, а останатите се активни. Паралелно тече и огласот за легализација на насади за кој не е регулирано корисничкото право. Јавен повик за користење на државно земјоделско земјиште, тоест за површините кои земјоделските производители ги користат, на кои се подигнати долгогодишни насади и истите согласно овој јавен повик можат да се ги легализираат. Потребните документи и податоците за површините кои се дадени на јавниот оглас можат сите заинтересирани да ги добијат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Виница. Земјоделците од Виничко до 29 септември можат да аплицираат како физички лица за закуп на државно земјиште до 3 хектари, а можат да поднесат и барање за закуп во трајање од 15 до 70 години, зависно од активноста и од земјоделската култура која ќе се одгледува на земјиштето. Почетната цена по хектар се утврдува во зависност од местоположбата и од катастарската класа на парцелата и изнесува од 5 до 25 евра. Меѓутоа, подетално, заинтересираните можат да се обратат во подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство во Виница. Денес се празнува православниот празник Свети Фанури. Утринава во 8 часот се одржа света архиерерска литургија на која начелствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион и свештеници од Брегалничката епархија. Некој за него својствено е тоа што многу ја сакал својата мајка, дури кога бил убиван од гонителите на христијанството, тој во последните мигови од својот живот рекол на оние христијани што биле таму да се молат за неговата грешна мајка, да се Господ Бог смилува на неа, бидејќи таа била голема грешница. И суштината во сето тоа е љубовта на Свети Фанури спрема својата мајка и затоа и денес младите, учениците, студентите го зеле Свети Фанури како свој заштитник. Инаку тоа е познат и како молитвеник за изгубени нешта. Кога некој нешто ќе изгуби, се моли преку Свети Фанури на Господ Бог Исус Христос да може да ги пронајде изгубените нешта. Викат за децата, за учениците. За среќа, за радост, за напредие, за здравие. Само денешниот празник се слави за тоа што треба да се исполнат желбите, најче на учениците и на некои помлади луѓе. А иначе, како и сите празници, и сега се славе тоа. Британската кралица Елизабета II денеска одбележува 63 години и 7 месеци на престолот, што представува најдолг стаж на еден монарх во историјата на Велика Британија. Кралицата, која има 89 години, го надмина досегашниот рекорд, што до денеска го држеше незината чукун баба, кралицата Викторија. На престолот таа се наоѓа откако го наследи својот татко, кралот Џорџ VI, кој почина на 6 февруари 1952 година. Вооружени лица вчера во Багдад го киднапирале заменик министерот за правда Абдул Карим Фарес и го раниле неговиот возач. Полицијата соопшти дека киднаперите со неколку возила го стопирале неговиот автомобил во североисточниот дел на Багдад, при што дошло до престрелка. Пред 4 дена вооружени лица киднапирале 18 турски државјани вработени во една градежна фирма која работи во Ирак. Идентитетот на киднаперите во двата случаја останува непознат. Снимателка од унгарската телевизија е отпуштена денес поради снимката на која се гледа како ги шутира бегалците, вклучувајќи деца, додека тие бегаат од полицијата во прифатниот центар Реска на југот од земјата. Снимените инциденти се случиле кога стотина бегалци го пробиле кордонот на полицајци во прифатниот центар Реска, близу до границата со Србија. Европскиот првак во карате Емил Павлов изминатиот викенд настапуваше во карате премиер лига во Истанбул, Турција. За жал, повредата не му дозволи да продолжи со борбите и да се закити со уште еден голем успех како досега, но сепак Павлов се стекна со уште едно големо искуство. Следниот предизвик за него е веќе овој викенд, каде што ќе учествува на турнир во Базел. Изминатиот викенд настапив на петата поред премиер лига за ова година и кој се одржа во Истанбул, Турција.
можем да кажем дека не поминав баш најдобро. Во вториот меч се здобив со повреда на прстот и иако има водство од 2:0 против русинот кој е носител на бронзен медал од последното светско првенство, морав да го предадам мечот. Докторите не ми дозволија да го продолжам мечот, но што е тоа, еве сега простанува да ја санирам повредата, бидејќи ме очекуваат други побитни надпревари. Еве овој викенд добив директна покана од организаторите на турнирот кој ќе се одржи во Базел. Иако се уште сум повреден, се уште имам повреда на прстот, ќе се обидам и на овој надпревар да се покаже во најдобро светло и да достигнам до некој голем резултат. Емил Павлов минатата недела беше и на средба кај председателот на Република Македонија. Поводот за средбата беше учеството на првите европски игри, каде Емил се закити со бронзен медал. Голема беше чест и задоволство да те прими председателот на Република Македонија господин Ѓорги Иванов. Значи поводот за ова присуство беше освојањето на бронзениот медал од Европските олимписки игри во Баку. Значи знаеме дека државата доста вложува во спортот, доста помага. Значи да напоменам дека јас сум стипендист од страна на Агенцијата за млади и спорт и од владата на Република Македонија. Исто така и го имам на големото спортско признание, спортска пензија. Значи со оваа помош од страна на државата ја можам по-професионално да се занимавам со овој спорт и да вложувам повеќе во мене и да постигнувам уште поголеми резултати и да ја афирмирам и представувам Македонија на најдобро светло. Најголемото достигнување досега на Павлов е првото место на Европското првенство во карате, како и трето место на првите европски олимписки игри. Македонскиот пауерлифтинг надпреварувач Бошко Стаменковски од Македонска Камениц, кој се надпреварува во дисциплината бенч прес, замина за Лас Вегас, каде ќе учествува на светското првенство во оваа дисциплина. Тој својот пласман ново надпреварување го обезбеди, откако најпрвен го сруши балканскиот рекорд, а потоа беше европски првак на неодамно одржаното европско првенство во Велика Британија. Стаменковски во својата последна изјава за Канал Плюс телевизија изјави дека ќе се обиде достојно да се представи и да го обели образот на Македонија, која се уште нема пауерлифтинг федерација. Значи Македонија моментално нема пауерлифтинг федерација. На балканско бевме 4 македонци. На европското бев единствен представник од Македонија. Исто, значи ги имам фатено условите за светско на европското такмичење. И сам единствен македонски представник на ова светско такмичење од Македонија. Ќе гледаме колку може најдобро да представиме Македонија на ова светско првенство и сами од себе да се представат, значи. Инаку освен во пауерлифтинг, во Лас Вегас исто така во теке и светското првенство во борење, на кое учество земаа и најдобрите македонски борачи Дејан Митров, Бован Данов, Јасин Реџелари, Халил Зубаиров во слободен стил и Тимур Хамикоев во грчко-римски стил. Репрезентацијата на Македонија го забележа вториот пораз на Европското првенство кое се одржува во Хрватска, Летонија, Германија и Франција, откако во преполната арена загуби од домакинот Хрватска со резултат 73:55. Македонските репрезентативци одиграа одлично прво полувреме и му пружија голем отпор на противникот кој важеше за фаворит, но во второто полувреме беа комплетно надиграни. Поразот од Хрватска е очекуван. Македонија денес го игра клучниот надпревар за четврто место во групата против Грузија. Дуелот почнува од 18 часот. Ова е се во првото издание на Дневникот. Довидување до 20 часот во вториот Дневник. До тогаш поздрав од дежурната екипа на Канал Плюс.